како директорот и така натаму, а кој друг? Значи, ако е тоа предпријатие таму, младост било во рамките на поднадлежност на Министерството за труд и социјална политика, било приватизирано, што значи на тој господин таму му се плаќа одредени средства да им приушти минимални или стандардни солидни услови на сите тие што живеат таму. Тоа не значи дека ако е тоа приватно дека Центарот за социјална работа не треба да прави увид. Значи, он е должен да направи... Поставува дека Центарот да не знаел дека има странски државјани таму, дека бегалци да се мешат. Дали се тоа луѓе? Да. Ние често се буниме. Пролази да. Тоа е за деца или за кого е? За се знае точно, има некакви... Ја сега би било малце нели невкусно да речам да кажам затоа што тоа на крајот кршата минатата гарнитура, односно Стефче Кимовски го има склопен договорот. Зошто не е тоа мониторирано? Зашто не е идено да се прават редовни контроли, тоа не би знаеле да кажеме. Значи, премал периодот беше, ние мислиме дека тоа во континуитет се прави некаква си социјална инспекција би ја крстил јас, меѓутоа се гледа дека таму имал и раселени и бездомници, да кажеме, а на крајот кршата една забелешка кон вас сител, таму е шилтер центар за семено насилство. Значи тој не би требало да се сними и така натаму, и тоа можеме понатаму да го збориме. Во овој контекст сакам да кажам, чие ова што го снимивте мислите? Не сега, за шилтерот за семено насилство, тоа ми е информација од пред тоа, јас не ја знаев. Ми тоа покасно ќе збориме. Значи, физички објектот кого згрижува, на крајот грижат се работи за жива материја, деца, жени, мажи и така натаму. Должност на Центарот за социјална работа сигурно е да во соделство со другите институции да ги посетува повремено и да реагира. Кај ќе препознае аномалија да знае. Да смени облик на заштита. 3 годишна возраст има 7 кила, дека кога Биафра веројатно треба да реагира некој. Затоа почетно нема врска со кадровска екипа. Затоа почетно ни беше реакцијата да го смениме директор. За да можеме другиот кој ќе дојде да си ги преземе сите активности и мерки. Знаете, Министерството за труд и социјална политика нема оперативни служби што ќе иде, тие се неговите служби. Оно диктира политика. Змијана господине После настано две работи беа доблесни страна на министерството што сменија директори, но тоа не значи дека ситуацијата може да се подобри, значи повторно зависи кои луѓе ќе ги водат, ќе ги менеджираат овие работи и што призна дека имало слабости. Дека имало слабости многу едноставно. Ако објектот е со прифатилиште за жртви на насилство, десната страна, левата страна е кампот за бегалци. Во тој левиот дел ни психолог, ни педагог, ни социјални работи, никој едноставно не водел грижа за таа структура на луѓе кои се од 99 година од бегалската криза во Косово. Второ, ако забележите малата Сунита која е малолетничка, значи стапила во малолетен брак, а претходно било дете на улица, имала 5 бракови, 2 деца родила. Детето за кое говориме е претепано од низиниот вомрачен сопруг, а братот на тој вомрачен сопруг, за кој Зоран зговори, тоа е значи поранешен штитеник во тоа Чичино село, тврди дека неговото 13-годишно дете кој со хендикеп е силуван од братот на тој што го има претепано детето. Затоа мислам дека изјавата на потпаролката Величковска, која ценам како новинар, е малку дефокусирање од проблемот на јавноста да проговори што се случило со тоа 13-годишно дете со хендикеп кој е силувано и таткото се осмелил и проговорил пред медиумите, имате вие запис, наместо да говори дека родителот е познат на органите на прогонот и е проблематичен. Дури да е проблематичен, тоа не амнестира одговорност дека детето било силувано од штитеник во кампот Чичино село. Стручното инспектирање треба службите да го кажат. Величковска може да пренесе информација што е многу коректно без оглед на се. Значи кажуваш кои се постапките што преземало Министерството за внатрешни, нашето министерство и така натаму. Значи во тој контекст друго е реакцијата на стручните служби како ако сакате кога еднаш веќе детето жртва нечија на било кого, не е убаво да биде и на јавноста, па татко дека е криминалец и така натаму. Тој татко сепак се обидува да го заштити детето, а каков е неговиот бекграунд, веројатно е прашање на Министерството за внатрешни работи. Господин Крушаш? Ја знаете во овој случај што вака прво ми падна во очи што не можам да се согласам, што и Министерството за труд и Центарот се гласува за ненадлежни. Не може кога станува збор за малолетни лица и за мајките за детето да кажеме ние не сме надлежни. Независно дали сме знаели или не сме знаели. Требало да знаеме. Изјавите беа и на Министерството и на Центарот ние не сме надлежни за случајот. За Чичино село ние и по повод на раселените лица секоја година вршевме уведи. Секоја година доставувавме информации и до Министерството, и до владата. Луѓе, овде нешто се случува. И во поглед на условите, и во поглед на пријавени и непријавени, во поглед на тепачките внатре. Имавме често поплаки. Исто така, често пати алармиравме до Министерството. Има тепачки меѓу децата, има тепачки кон децата, меѓутоа едноставно, значи Центарот мораше да реагира. Мораше Центарот почесто да врши таму контроли. Сместени деца на терет на државата, значи мора државата води грижа за тие деца. Господин Миновски, се знае ли кој е службеник од социјалниот работник кој да речеме бил задолжен за конкретно ова дете? Да, сигурно дека се знае. Меѓутоа сега вака.
фокусот е Министерството за труд и социјална политика и не се ставам во улога, нели, по секоја цена да го бранам и така натаму, за да нели се извлечеме. Напротив. Проблемот е многу комплексен. Значи, ви имате категорија на граѓани кои што за жал, ја цело време зборам, никогаш и никаде не припаѓаат. Значи, таков набој имаме ние во Министерството, значи, раселени, азиланти, значи, лица со посебни потреби, да не зборам колку широк диапазон е. И сега, кој ќе сакам нешто конкретно, имаме идеја, конструктивно и така натаму да реализираме, најнаш имате буџетски проблем. Финансии одобруваат, не одобруваат, па имате друг проблем со закон за азиланти не е донесен и така натаму, со раселените нас не е тоа рак рана. Судството уште не носи судска пресуда по однос на нивното обештетување. Тоа ќе ги решиме тие проблеми. Значи, не е едноставно, верувате ме, би требало можеби поединечно Министерството да формира за секој поединечно раселено лице, мислам за жал луѓе да се наоѓаат во крајно незавидна позиција да го решава проблемот. Знаете колку се комплексни тие прашања. И сега некој од министер по нареднешиот си решил да ги реши тие парцијално прашања. Ја не би си дозволил никош да се сликам, да сечам лента и да отворам шелтер центар во Чичено село. Токму да ви укажање на господја Крушаровска. Значи таму имате концентрација на лица кои што нели за жал се склони на конфликти, на расправи, на тепачки, на пониско социјално културно ниво и вие ставате жртви на семено наследство залепени до нив. Како ќе физички дистанцирате? Тоа е сега, значи, тоа е наш проблем, сега треба да го решиме. Но да речеме во случајот кога имате социјален работник кој гледа дека едно 3-годишно дете има само 7 кила, да речеме, без Ама нема социјален работник таму што гледа, прави како прави. Психолог, ни педагог. Таму нема без ништо. разлика колку ги има, ако се такви какви што се може да ги има и илјадници и повторно има едно многу се работи на отсутство на Боријан, има едно прашање на кое мора да одговориме. Кој ќе преземе одговорноста за инвалидитетот на тоа дете? На кадрите кои работат. Така, конкретно таму, значи нема тим што би било пожелно и најкоректно да се обава, значи да се подигне кој ќе има влијанието, надзорот и така натаму. Меѓутоа, сигурно дека од рамките на Центар социјална работа има лице кој што било задолжено. Меѓутоа, некој друг требал, значи оној што е организаторот на работата, менаџерот, односно директорот, да им бара периодични извештаи, дали е направено увид и така натаму, да се преземе мерки и санкции за тие лица. Бидејќи тоа не е сторено, ние моравме вака да го решиме, а веќе во иднина ќе знаеме како да постапуваме. Од увидот наш таму... Многу едноставно, јас сакам народниот правобранител да ми даде одговор на ова прашање. Ако детето било згрижено во камп под надлежност на центарот или на министерството, а се случило насилство и детето ќе биде цел живот со инвалидитет, со хендикеп, кој ќе ја преземе одговорноста за тоа дете? Многу едноставно прашање. Сега понатаму? Да, сега понатаму. Докторите утврдија дека ќе има трајни инвалидитет. Затоа треба превентивно се. Затоа викам и невладините, и ние, сите оние индикации, ние што укажуваме до Министерството, мора пред време да се преземат некои мерки. Викам, за ова состојба ние во Чичено село години на нас укажувавме дека децата не одат на училиште, дека има таму постојано тепачки. Меѓутоа, од сега увидот кој го направи годинава, дека таму дека социјален работник воопшто не стапнал, воопшто не дошол, ни да види што се случува таму. Се знае ли вистина кој ќе ги сноси трошоците околу тоа? Мајката била малолетна и мајката требало да биде изгрижена, не само детето. Мајката била малолетна со 2 деца. Значи никој за неја не водел сметки. Сега колку што слушаме телевизија не знаат никаде воопшто. Да, се знае, не се знае. Беше сместена во Катланово, но таму не е местото. Сака мајка, сака сестра и постарата, се тоа биле 4 сестри, сите со малолетнички бракови. Ние пред 4 години ги имаме посетено во Шутори. Тие се всушност на Змијанас би се менјал сега со него во дадени момент. Знаете што, па Не, само да ви кажам, постарата сестра, најстарата всушност пололетната, сака да ја пристои, да ја усвои. Значи имаме сега. Каде сознанието Змијанас? Сме биле на терен. Па тука е проблемот. Да. Вие не си го препознавате вашето место. Зашто? Зашто не треба да идете ние играме место што можеби треба да го правите. Дозволете ве мола. Информациите треба да се пласираат во јавност. Не секогаш од многу причини, да речеме. Прво, таа жртва што била сега изжртва на некакво си злоставување од страна на вонбрачниот сопруг, се наоѓа во една незавидна ситуација. Прво што е малолетна, она што го спомна господја Крушаровска, дека требало да биде и таа, значи, згрижена. Таа е згрижена од страна на Центарот за социјални работи, меѓутоа Центарот има потполно право да не ги пласира информациите во јавност, затоа што има бројни барања од страна на новинари и сега дали тоа, ако секој еден новинар отиде и бара некакво си интервју, да ја фотографира, да бара изјава од страна на мајката, зборуваме бидејќи и таа реков е малолетна, дали нема да биде тоа дополнително сега малтретирање на тоа дете? Дополнителна виктимизација. А зошто кој рече каде никој не ни побрал интервју со неа? Не се спомна дека не зборувам за вас конкретно, зборувам општо сега, бидејќи еве сега ние сите тука располагаме со одредени информации. Спровеа таква информација дека никој не знае каде е згрижена
таа мајка или тоа дете. Згрижена не бараме каде, прашуваме дали е. Не, јас зборувам во јавноста како сето тоа сега се толкува. Ма не, дали е, дали е. За да нема недоразбирање. Значи, мора да кажеме, сите институции, соодветна реакција во висинско време треба, дефинитивно. И меѓутоа не може да прави увид и да контактира. Не сме. Тоа може само центарот. Тогаш кој ќе биде центарот, ќе ја посочиме во центарот и во министерството вината. Дали е згрижена сега? Згрижена е. Значи, првично, кој ќе биде на чија одговорност е детето понатаму, како дали не ќе инвалидите? Значи треба да ви кажам, нели. Сега е сместено во детската болница. Малце е подобрена здравствената состојба на невролошки оддел, меѓутоа ќе препорака на докторите дека ќе биде во специјалната болница во Охрид, сместена. Во меѓувреме, мајката на детенцето со постарата сестра која е полнолетна беше сместена еден ден само во Катланово, значи во колективниот центар за бездомници. Меѓутоа веднаш после тоа сами го напуштиле центарот и заминале во градско каде што има од постарата незина сестра зето свој родител тамо, кој ги прибрал, физички обезбеден објектот, отишле колегите од Центар за социјална работа во Верес, виделе дека е тоа во ред. Во меѓувреме поставен е старател, значи над старателство и над малолетната мајка, значи од страна на Центар за социјална работа и на дечињата. Извадени се веќе изводи на децата, значи полека ги ставаат во системот. Зошто тоа до сега не е направено, нели? И тука тоа е дискутабилно. Значи, сем директорот, предпоставам дека има и други нивоа на одговорност. Па во секој случај ќе настана реорганизација, ќе се покрене постапка, ме разбирате. Меѓутоа, тоа е најмалце важно сега. Ние треба штета што збориме вака на база на вакви непријатни искуства, да едно детенце вака помине, да речеме да таква луза остане во животот, да извлечеме искуства и во иднина да не се случуваат. Односно, не може сигурно да ги исклучиме сите, меѓутоа да ги намалиме на најможна минимална граница. Министерството за внатрешни работи ме интересира како постапува со оние деца на улица кои, како што слушавме, немаат никакви документи. Па вака, Министерството за внатрешни работи постапува согласно законските прописи, значи законските овластувања што ги има, кои произлегуваат од Кривичниот закон на Република Македонија, од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир и другите позитивни законски прописи и акти. А тука секако дека треба да ја додадам и Конвенцијата за правата на детето, која и Република Македонија е нели потписник на таа конвенција. Сега, за да ви одговорам конкретно на вашето прашање, ќе ви кажам дека во Министерството се организираат плански и систематски, да речеме, пак во содейство со Центарот за социјални работи, акции. Што значи тоа? Тоа значи дека акциски се третираат тие деца, односно се тргаат од улиците, се собираат некогаш во просториите на Центарот, некогаш во просториите на полициските станици на подрачјето, таму каде што ќе се затекнат. Тоа се континуирани акции. Сега, не секој ден, меѓутоа континуирано, некогаш во текот на еден месец може да бидат реализирани такви 4 до 5 акции, некогаш почесто, некогаш поретко, зависи сепак од обврските. А кој понатаму треба да ги регистрира, да им даде, не знам, јас ќе ви докажам сега, само ако некаква документација, да. Ако ми дозволите, ќе ви објаснам постапката како оди. Значи, по плански реализираната акција, децата се доведуваат во полициските станици, со нив се обавува разговор. Оние деца кои што се најдени сами на улиците, доколку не можеме да го утврдиме идентитетот на детето, ако нема документи, секако тоа со себе нема, меѓутоа зависи од тоа дали ќе знае да кажи свое име и презиме или не. И онаму каде што не можеме да ги најдеме нивните родители, преку Центарот ги сместуваме во установите кои што располага нашата република. Тоа се два, за жал, такви самовоспитни установи, 25 мај и Заводот за згрижување Ранка Милановиќ. По документирањето се поднесуваат прекршочни пријави, бидејќи самото питање на улица е прекршок. Додека таму каде што се исполнети условите се поднесуваат и кривични пријави по член 201 за запуштање и малтретирање на малолетно лице. Значи против родителите на тие деца кои што сме ги затекнале на улица. Како илустрација можам да ви дадам, да ви посочам сега еден пример. Пред 10 дена, да речеме, двајца родители на малолетно дете точно по тој член кој што беше поднесена кривична пријава за запуштање и малтретирање добија казна затвор во време трајање од година дена. Меѓутоа тоа пак сега повлекува некои други проблеми или други прашања, бидејќи истите тие родители позади себе имаат уште 6 или 7 деца. Во моментот кога тие се наоѓаат веќе на издржување казна затвор, државата преку Центарот за социјални работи, бидејќи тие се најнепосредни во тој дел, бара начин како да ги заштити и да ги згрижи тие деца. Значи треба или во воспитни установи или во некои згрижувачки семејства, Центарот знае колку ги има. Се прави тоа? Се прави, да, се прави. Како постапува полицаец ако види на пример на улица некоја жена или било безразлика маж кој
држат во раците дете од 6 месеци, тоа го гледаме секој ден по улиците, и питаат, го користат бебето за да, нели, како инструмент за питање, како треба да постави